сум во извонредно друштво на еден мощно интересен лик кој успешно го остварува својот сон, градејќи ја кариерата на даските што живот значат. Одличен уметник, перформер, актер, кој меѓу другото е и конзерватор и чувар на својата традиција на крајот од каде што доаѓа и потекнува. Меѓу другото е реализиран и како сопруг и одличен татко на две прекрасни дечиња, бидејќи семејството и домот се за него на прво место и најсветото нешто. Убав е во душата, но исто така и во ликот, и бидејќи е тема и предмет на овој муабет исто така коренот, потеклото и физиономијата на гостите кои што ги представуваме, ќе речам дека субјективно приметив дека наликува малку на Шон Конери и Бенисио Дел Торо, значи еден хибрид имаме меѓу два светски актери, но не мора да се согласите со мене, можеби ви наликува на некој друг. Битно е дека овој хибрид не е толку важен, дека објективно важни се неговите лик и дело на голем македонец кој што доаѓа од Мала Преспа. Добре дојде Едмонд Сотир, Бонд, Джеймс Бонд или Монт Едмонд. Да. Едмонд. Повели, представи ни се од каде доаѓаш и кои се твоите корени. Први ми благодарам за убавата најава, преубава најава. Никој така ме нема најавено до сега. Благодарам што ме поканивте во вашата емисија. Јас сум Едмонд Сотир, роден во Леска, Мала Преспа, Пустец, Албанија. Мила ми е споредбата со двајцата колеги. Колеги Да. од светот. А многу ми е помила споредбата со Шон Конери, не ради неговите постигнувања и достигнувања како глумец, он еден од најголемите актерски имиња, туку има и уште една друга споредба, паралела со него, која повеќе ме радува, тоа е неговата кауза, за тоа што он цел живот свој се борел правата на Шкотска и шкотланѓаните и така Како што напредно. ти се бориш за правата и... Како што се трудам јас. Како што се да. трудиш, па добро и се бориш за правата на Бар- нашите браќа македонци Да, да. во Мала Преспа. Би сакал барем во една од овие две гранки, да речеме, на делување на Шон Конери, да го стигнам или во едната или во другата. Ќе го Не, стигнеш како што си тргнал со фестивалот, кој што буквално доживува една убава традиција од 10 години, значи постигнавте Так. јубилеј и верувам дека ќе го стигнеш, зашто не е мала работа да ја промовираш Мала Преспа на еден извонреден уметнички начин. Токму така, минатото лето во јули 2017 година го имавме тој мал јубилеј 10 години македонско културно лето во Албанија. Јас сум виновникот да се пофалам за целава таа случка, за целиот тој фестивал. Остани и понатаму ваков виновник кој што и прави добро на Мала Преспа и кажи ни малку повеќе сега за твоето детство и за, значи, потеклото, буквално разграни ни ги по линија на мајка, татко, баба, дедо, да видиме од каде сте дошле до Леска. Не сме дошли оддалеку, близко сме. Меѓутоа, бидејќи Преспа е регион кој е поделен во 3 држави, моите подалечни роднини се наоѓаат во сите 3 држави. Во Грција, Албанија и Македонија. Македонци се моите роднини по потекли по корен сите. И предците на мојот дедо од страна на татко ми се од Пустец. Дедо ми е роден во Пустец. Сите биле свештеници 4-5 генерации наназад пред дедо ми, да. Дедо ми е последниот роден во Пустец, а татко ми е роден во Леска. Чувари на верата. Да, чувари на верата. Традиција преку 5 генерации чувари на Да, верата. меѓутоа е прекината таа за време на комунизмот и навака. На големо разочарување на дедо ми никој не продолжил по тој пат. Какво беше детството во Леска? Па пријатно беше детството, вака гледано од дистанца, од страна. Убаво детство имавме. Без неоптеретени од тие политички случувања што се случува во државата, во Албанија, кај што живеев. Бидејќи не ги разбиравме и не интересира. Има доста интересни моменти од детството, например,
кога постарите, повозрастните, на пример татко ми додека гледаше телевизија на ТВ Скопје тогаш, јас морав да играм топка во дворот додека траат вестите за да не дојде некој од предпоставената политичка партија, од комунистичката партија да го фатат. На мониторинг. Да го фатат како гледа странски вести. Тоа беше ригорозно, казниво. Па казниво беше, да, во цела Албанија, не само за македонците, туку воопшто за сите граѓани на Албанија. Значи ти си 5 години помала генерација од мене, 80-та, така? 80-та, да. И си го фатил тој период. Па 10 години од моето детство беа во комунистичка Албанија. Ервен период. Така. Памтам кога умрела Енвер Хоџа, се оттепавме од плачење, не знам зашто. Каков е патот да се стане познат или интернационален глумец, или да се освои светот, а да се поттекнува од мала средина, во случајот ете таква каква што е Мала Преспа? Ова убаво звучи, ама точниот одговор ќе можам да го дадам кога ќе го освојам светот. Јас сум сигурна дека ќе го освоиш. Како си тргнал, ќе го освоиш. Сега можам да кажам дека патот е интересен, како и секој пат на секој човек. Не е битно од која точка на планетава се движиш до која. Битно е точката во животот од која си тргнал до која си стигнал и кон која се стремиш. Имаше патот доста убави моменти, гранки, камења кои требаше да се расчистат. Меѓутоа тие повеќе беа, да речеме така, предизвик за да си поставиш поголема цел и подалечна точка. Да. Не беше воопшто невозможно. Без разлика на режимот, на стигмите, на значи, сите случувања, бидејќи тој дел на вистина е некако тампониран, одсечен. Токму така, баш тоа ќе го кажев. Поголема пречка, поголем напатот е тоа што Преспа сите овие години изминативе за време на режимот на Енвер Хоџа беше изолиран од било каков допир со културата, театар и така натаму. Најголемото достигнување во Преспа беше кинопроекција од некој партизански филм. Така, сега значи сонот на секое дете да стигне на платното и да биде лик во таа кинопроекција е на вистина убав сон во Преспа. Мојот детски сон беше да си живеам во татковината, тој сон го остварив. А овој другиот сон е така, попратен. Така, сега во татковината јас ти посакувам да се видиш на филмското платно во истиот, значи филм што го посакуваш, што го сакаш и да доживееш, да се гледаш и да те гледаат твоите најмилите, најдрагите сограѓаните македонците, а да си останеш таму кај што си. Најфраерска работа. Така, јас си останувам таму секое лето по неколку месеци. Во Преспа, во Леска. Во убавината, кај рајот. Да, таму кај што ги полниме батериите за остатокот од годината. Еднаш реков за Преспа дека е енергетска бомба, а една гостинка ме коригираше многу поубаво. Се изрази, не е енергетска бомба, него енергетско чистилиште. Така види, дојдовме до дефиниција. Да, може да се каже и енергетска бомба. Самиот пустец звучи како енергетска бомба. Самото име, така да. Така, неизбрусена, неизрафинирана, со многу материјал, неискомерцијализирана. Јас би ве поканил сите и вас и вашите гледачи да дојдат да ја посетат Преспа, да го посетат Пустец, да видат за што станува збор, да видат дека не е се онака како што навестува името. Да, дека не е пусто, туку дека е раскошно. Напротив, раскошно, колоритно, преубаво. Значи, одиме во Леска, да видиме всушност какво било детството и како живеат нашите браќа македонци малопреспанци, генерално во Пустец. И мислам дека ќе разбистриме и разјасниме многу табуа и некои работи што досега македонците немале представа дека се такви. Значи, генерално мислам и дека ти си
бил во контакт со многумина од твоите пријатели, другари или соработници кои што и немаат представа за Мала Преспа и за Пустец, а па поготово за Леска? Па да, тоа е малку разочарувачки. Мислам, секој народ треба да си ја знае својата историја, секој народ треба да си го познава својот народ, кај да е, кај да живее тој, дали внатре во границите на Без разлика една дали се држава или работи за надвор, малцинство. Да. Ама некако ние македонците заостануваме позади сите народи во однос на самопознавањето. Вие имавте еден период, многу интересен период и затоа велам дека сте јунаци во битисувањето. И одиме да го видиме, значи тој крај и да наздравиме за македонската чистота 100% во Мала Преспа, сочувана ни сите години. На здравје. На здравје. Еве, сега се врзав Да си врзана. и полетуваме кон Леска. Лавли Леска, едно од 9-10 села во општина Пустец, селото од каде што е родом Едмонд. И Едмонд, колку пати го возиш овој пат за да стигнеш до Леска? Колку често одиш на кај Леска? Па најмалку еднаш месечно. Еден викенд во месецот го одвојувам, резервирам за посета на Леска. Со дечињата? Со дечињата секако. Така, имате куќа тамо? Правите нешто, Имаме возобновувате? куќа, да, обновуваме како и цела Преспа. Обновата и градителството е тоа што ги одликува луѓето од Преспа. Градителството претежно. Така, хотелчиња се градат ли, бидејќи има многу убава ривиера, оазичка, можеби дури и нешто и поубаво од нашата, бидејќи не е експлоатирана многу, туризмот е во обид. Има ли хотелчиња? Има обид за хотелчиња, има неколку мотелчиња кои се градат, кои се живи и доста успешни во својата работа. И сите гости што ги носам престојуваат таму, претежно во текот на лето, додека се одржува Македонско културно лето фестивал кој сум јас организатор и основач на истото. Браво, тоа е многу добро, бидејќи си успеал да одржиш буквално една традиција и да прославите јубилеј за тој фестивал, бидејќи како што разбрав 10 години веќе 11-та трае. Да, минатото лето имавме мал јубилеј, 10 години Македонско културно лето во Албанија. Инаку тоа е единствениот фестивал со таков префикс македонски во Албанија. Мислам дека и пошироко, надвор од Македонија се разбира. Така, па тоа е супер, одлично. Тоа сето со во согласност со моите цели како човек и како уметник, промоција на македонската култура, македонскиот културен идентитет и традиција пред се. Браво! Е сега, кој помага за тој фестивал? Од кого најмногу добиваш поддршка? Од македонскава страна, од албанската, комбинирано е? Спонзорства? До сега најмногу од македонскава страна, претежно од спонзори, но и од Министерство за култура на Македонија. Годинава прв пат се вклучува Министерство за култура на Албанија. Така, значи. Еве, ги реагираат по 10 години? Реагира по 10 години. Мислам дека треба и они да се грижат за културите на своите народи што живеат во Албанија, исто како што се грижи Македонија за културите на народностите во Македонија. Инаку во Преспа 100% население македонско е, православно македонско. Да. Поради политичките игри низ вековите, овој дел остана во Албанија како делот од другата страна на езерото што е во некој историски вакуум кај во периодот на Енвер Хоџа. Так. Пред тоа, мислам дека
Преспанското езеро, Преспа регионот е поделен на 3 дела. Македонија, Грција и Албанија. Најмалиот дел е во Албанија од Преспа, ради тоа потекнува името Мала Преспа. Инаку, овие 9 села на Преспа, на општина Пустец, се наоѓаат во голема Преспа географски, Така. а Мала Преспа е на малото Преспанско езеро со кое ние не граничиме. Така. Сега оваа голема Преспа ја имаме и како горна и долна Преспа. Исто имаме уште една поделба. Да. А точно овие 9 села како се во која горна, долна, како припаѓаат? Не знам, по некоја логика би требало во горна Преспа да припаѓаат, бидејќи тие што сте од Така, егејската горна страна Преспа. се во долна Преспа. Така. И па добро, значи, горе-доле ние ги запознавме гледачите каде одиме сега, поточно Во Леска. во Леска. Значи, ама до Леска ќе стигнеме преку. Првото беше Туминец, така или Горна Горица? Првото беше Горна Горица, меѓутоа отпадот многу малку се гледа, е длабоко во шумата. Второ е Туминец, па Нова Горица и Долна Горица, Глобочани, Шулин, Пустец, Леска, Зрноско и Церие. Така. Сега има еден мит. Тој мит е дека нешто од невестите од Пустец фактички доаѓаат во Македонија. Затоа сме тргнати. Затоа сме тргнати, да си најдеме невеста од Пустец. Благодарение на тие искривени представи што ги имаме за самите македонци што ги градиме од тамо, тука си ти да ни пообјасниш дека тоа нели нема врска, барем јас така знам. Нема. Дај кажи ни ти од прва рака. Од кожа ме вади, ме иритира кога ќе слушнам некој таков муабет. И мене, Меѓутоа и има мене. многу злонамерни и злобни луѓе во нашава нација, така да и тој муабет ќе помине како се што поминува. Дај Боже да Македонски помине, еве ние ќе апелираме дека сами на себе си штетиме, бидејќи тие македонци од таа страна се наши македонци, тие невести, значи не се така безвредни и потценувачки, тие се нечии сестри, нечии... А инаку имаме повеќе зетовци Да, во Македонија од колку невести. значи дефинитивно нека остане лош муабет, мит. Буквално е катастрофа тоа што се шпекулира и што се шири како муабет. Значи треба да се поддржиме едни со други, а не да си го расипуваме угледот. И За македонците од Мала Преспа највредното нешто во светот и во животот е фамилијата. И ниеден македонец не би ја продал фамилијата, апсолутно. А камо керка да продаде на некого за невеста. да, и овој крај важи како чувар на традицијата, на фолклорот, место од каде што со години наназад се добиваат награди во етнофестивали, во фолклор, во танци. Значи, зборувам уште традиција негувана пред 70-80 години, значи од тој период, може би и порано, но еве, јас оние истражувања што ги имам направено, кога правев една анализа и анкета на времето од стари лица со во возрастно доба, тие кажуваа за своите предци, за добитниците на награди за фолклорот, колку тоа било распространето и колку било успешно и колку биле први во тој фолклор. Па вака македонците во Албанија имале своји издигнувања и паднувања. Во тие периоди на издигнување македонските фолклорни ансамбли биле едни од подобрите во Албанија за пречекување на видни делегации на меѓународни фестивали. Македонските ансамбли од Преспа биле организатори за пречек, а имало и мрачни времења за време на комунизмот, неубави времења за македонците, кај што се отпуштале министри македонци бидејќи во првата влада на Енвер Хоџи имаше тројца македонски министри. До ден денес од тогаш не сме добили ни еден министер, ни еден пратен. Значи, полоша е ситуацијата сега политички и климата отколку тогаш. Па се подобрува, ама многу споро. Многу Се споро, подобрува, значи. да. О, стигнавме на граница. Да. Ајде сега Еве да е границава наша. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, правосмукалки и многу други награди. На здравје кафе. Со Елит кафе.
Флипсот кој прави се друго да изгледа помало. Во пикантно и екстра луто издание. Стоби Флипс Магнус. Големи лут флипс со збогатен вкус од 30% кикерики. Витаминка. Се сеќавате ли на омилената приказна? На лудориите и соништата од детството? На летните распусти кај баба и дедо? На првата симпатија и вашиот прв настап? На првата добиена деловна битка? На навиките кои ве следат цел живот? Малите моменти нека бидат незаборавни. Алегро душеци за приказните кои се паметат. Години Стоби Флипс на секаде. Витаминка. Така за 5 минутки си ја поминавме границата сосема регуларно, без никаков проблем. И нашиот муавец си тече и понатаму. Стигнавме до политичките прилики во, Пустец, односно делот што народски се нарекува Мала Преспа. И еден показател во политичките прилики и твоето име е Едмонд. Раскажи ми како се допира таа точка со политичките прилики. Зошто си ти Едмонд? А не Спасе? Вујко ми се викаше Спасе, не смее да има исто име во фамилијата. Негдека и се провлекува по вертикала татко, син, дедо. Има и такви традиции. Меѓутоа, да. За време на комунистичка Албанија, за време на режимот, иако целото население е православно македонско со православни имиња, после 70-тите години тогаш беше најстрог режим во живеењето на Албанија. Некако беше тренд во мода беше да се албанизираат имињата. Така. Во целото општество за смешно се сметаше, за селски, за нецивилизирано да имаш македонско име, христијанско име. Ах ние проклетите, немудри. И покрај тоа, иако мајка ми се вика Сандра, татко ми Стилјан, дедо ми Ѓорѓи, баба ми Севда, другиот дедо Коста и Ристана. Значи тренд. Така, тој тренд на комунистичка Албанија. Меѓутоа не беше само тоа, имаше и друга политичка позадина. Во матично, кај матичарот имаше список со имиња кои смееш и кои не смееш. Еве сме сега стигнуваме, значи веќе во... Ја одминавме Горна Горица десно. Горна Горица. Тука лево е Туминец. Пред нас, ова од десна страна е нова населба. Жителите во оваа населба се од Горна Горица, бидејќи Горна Горица е малку во понепристапен дел од Сувагора. Значи ова е Нова Горица. Ова е Нова Горица. Горна Горица се преселува тука во... Пошто е мала, Нова Горичка е. Да.
Први од селата се трите горици. Горна, Нова и Долна и селото Туминец. Во овој дел низ езерото тече река покрај ситно песокливото крајбрежје на Туминец, провирајќи се низ подводната пештера. На ова место Преспанското се пресипува во Охридското езеро. Токму овде е понорот Завер, кој ја срка водата за да ги нахрани изворите од спротива, кај Свети Наум. Тој е посведочен со воденичарските камења, прстенуваните риби од Преспа, уловени во Охридско, тестирањата со црвената боја, легендата за овнот пуштен одовде и нејзините мал милион верзии. Ова е Завер, Ова е Завир или Завер? Завер со Е. Со Е, ама негде како пишува Завир. Еве да ажурираме податок, дека не е Завир, туку е Завер. Тука кај ова население е Завер се вика. Завер, зошто? Има некое значење? Една од спецификите на овој залив, на Завер, е тоа што кога се паѓа нивото на езерото, на водата, се приметува јасно каналот по кој што вода од Преспанското езеро се прелива под Галичица во Охридско езеро. Мислам дека е само едно од местата и требало да има повеќе низ Преспанско езеро. Не сум стручен за тоа. Да. Значи, Завер, Завера на околината, природата, Завера значи, на сојуз, Преспани против Охриѓани. Да, Завера. Ете Заверата. И врагодупка, нешто да се мушне да протече низ вражјот дупче, или да помине нешто. И некое логично објаснување друго е јагулите. Има јагули во Преспанско езеро. Так. А јагулите се мресат во море. И морат од кај ќе стигнат до море ако не преку Охридско езеро и преку. Приметувате дека жабите крекаат на пустечки. Пустечки? Да. Пустечки крекаат. Пустечки, да, пустечки. Има неколку леска. Тие се Ги познаваш? поталентирани се, да, поубаво. Ги познаваш? А глумат? Уште не. Одовде, првата широка езерска гледка, како на дланка ви го подава островот, кој е во нашите македонски територијални води, голем град. Оној што е подалеку, помал и без шума или без коса, е овдешниот мал град. По Туминец го одминуваме Глобочени, па одиме кон Пустец, бидејќи дедо му на Сотир, Ѓорги, е оттаму. Но заради имотот и коријата околу денешна Леска, фамилијата се преселила поблизу. До таму, кај споменикот од Ноп, таблите, или народски кажано лево од Рачвата, е Шули, село богато со историја. По Шулин следи Пустец, центарот на општината. Кажи ми, сте си играле кај бункерите? Да. Нели, бункер е многу добра работа за детството. Бункерите се Сведоштво на едно време, карактеристика и рај за сите деца. Се криевме таму, па првата љубов во бункер. О, првата љубов во бункер. Пустечка екзотика. Замисли, да. Не, се шалам. Знам. Имаше убави место, убави спомени крај езеро. Трчавме цел ден. Едва и чекавме да заврши часот, например. Еве ги мерцедесите. Ова е Пустец. Ова е Пустец, не пречекаме. Престолнината на Мала Преспа. Плоштадот се вика Трајан Вангеловски. По кого Трајан Вангеловски е? Тој е борец кој загинал во Втората светска војна од Пустец. Сега одиме кон плоштадот, црквата и островот, мал град. Да, црквата Свети Архангел Михаил е ова што се гледа напред Една преку од бандерите. најубавите. Една од најубавите. Тука лево е општината, седиштето на општината Пустец. Инаку, иако сме познати многу по
зидарството, А каде сте граделе надвор од овде? Другите места кои се? Плавошник, Така. најсвежо. До Италија, Австралија, Канада, неколку фамилии. Ќе се напиеме едно кафе тука. Значи кафе на плоштадот во Пустец. Плоштадот е мегдан или поле на културен надпревар на уметностите, дружбите и попладневните дежурства за фаќање сер, муабет и мајтап. Како впрочем и во секое село пред кооперација. Но кога сте овде, автоматски тоа е таверна. Народски саде таверни. Во Пустец има две цркви. Свети Атанасие и Свети Архангел Михаил. Репрезентативна по големина и архитектонски раскошна. Новата црква Свети Архангел Михаил, изградена на темелите на старата од 1754 година, е ремек дело на архитектот Тодор Паскали и бисер во регионот. Македонските цркви во Албанија од секогаш биле под јурисдикција на древната Охридска архиепископија. А горлив проблем од блиското минато е што автокефалната православна црква во Албанија подолг период ја демне грцизација, и тоа суптилно преку назначување на грци за митрополити. Тивка, но опасна пропаганда. За време на деструктивниот Енвер Хоџовски период, повеќето од црквите биле адаптирани во профани објекти, најчесто магацини, кои потоа биле возобновувани. Среде Пустец е и гимназијата, која со генерации ги собира пустечките младинци на школија. Мала Преспа е оаза и на македонскиот архаичен говор. Во комуникацијата со малопреспанци ќе слушнете сочувани старословенски зборови, а дијалектот е рамен на ресенскиот, што значи дека сочуваниот јазик е близок до литературниот. Овде смрзен или сакълдисан значи насекиран, штукам значи слушам, стис е дзит, како и во наша Преспа. За нане велат нагезмо или нагезмо, кое го има насекаде. Неслучајно го спомнуваме, затоа што од него се прави превкусен ликер, а оваа миризлива почва со многу ароми, меѓу другото е и оаза на природни ликери. Мала Преспа на големите македонци, пронижена со 9 прекрасни села, е енергетско чистилиште или вистински рај. Дел од македонското културно и духовно јадро кое вештачките меги не успеале да го разнебитат. Малата македонска оаза во Албанија скоро еден век битисува отаде границата, како што пресекла историјата по балканските војни, но до денеска е со духот кон својата матица, кон Македонија. Идентитетот на пустечкиот македонец е искристализиран во 100% македонски крај, од границата кај Стење па до планинскиот премин Ќафата или Звезда, каде што велат дека постои бедемот на Самуил. И понатаму, бидејќи македонските малцинства се распослани и по Корчанското поле, до Корча. На албанско тло порано се изброени 46 македонски села, а денес веќе има и нови населби. Воглавно групирани во областите Преспа, Голобрдо и Гора, тие битисуваат, сонувајќи го сонот да бидат еднакви меѓу еднаквите, свој на своето. Овде убавината и честа се негуваат како капка на дланка, не се за продавање. Во Пустец највредното нешто е фамилијата. Нам ни е во фокус гордоста на овој крај.
Неспознаените убавини на чекор од нас, зад нешто што се вика граница, а не се пресекло, ниту се откинало, само не одвоило со долгогодишна неинформираност. Темница наместо знаење за оваа страна на Преспа. Во Леска, селото меѓу леските, малата палата Сотир ги чека и собира чедата, бисерите растурени низ светот. За нас ова е најубавата таверна, заради гостопримството. Добар ден. Како сте ми, добри сте? Епа тоа е за мене. Роден сум тука, во Леска, на 1 јануари 1980 година, тука. И израстав тука. Тука е моето детство, моето школување. Основно и средно образование го завршив во Пустец, кај што завршив гимназија, општа гимназија. Значи гимназијалец од Пустец. Од Пустец. По завршувањето на гимназија во Пустец, доаѓам на факултет во Скопје, кај што завршувам на факултетот за драмски уметности. И останувам до ден денес на релација Леска-Скопје, Леска-Скопје. Ова се вашите куќи, значи ова е првата куќа, така? Ова е првата куќа, да, ова е втората. Овата куќа која што е овде поголема и убава, убавица од куќа за да ве прибере, значи и да биде една станица каде што фамилијата ќе се собира, значи ќе одржува континуитет на следните потомства и поколенија, има каде да се враќаат во Леска. Токму така, тоа е стратегијата, тоа е дел од начинот на живење и на размислување на сите преспани од Мала Преспа. Градат за да има кај да се вратат, бидејќи тоа не е само наше, тоа е и на нашите идни генерации. И така треба да остане. Брат ми, постариот брат доаѓа, живее во Лондон и работи со семејството, помариот брат во Рим, исто со семејството, а сестра ми во Атина. Они се уметници по професија, како тебе? Се пробал во повеќе професии, значи знам дека си имал и таква една екскурзија печалбарска, такав 2-годишна. Да, бев 2 години во Германија. Имав обид да се запишам на магистерски студии. Се запишав, не ги завршив. И на Причина? Причина се вратив во Македонија кај девојка ми. Тогашна, сега сопруга. И се вработи во Велес, почнав да работам. Реналда. Да. Се вработи во меѓувреме додека ми траеше таа пауза од Германија, се вработи во Велес и така остана во Велешки театар, па од 2011 година сум во театар комедија. Тоа е причината. Да не беше таа прва представа во Велес, ке бев во Германија. Дедо ми е од Пустец, дедо ми е роден во Пустец, но бидејќи тука имале имање, се доселил тука. Коријата е на делот и таа што... Да, нивите и коријата. Тука овој дел од нивите се вика Ляска. Ляска. Да. Каква љаска ми Каква звучи? Ляска, што така. Горна Леска е старото село кое се наоѓа горе над ова село околу црквата. Значи Во црквата текот. Свети Васили. Да. Меѓу Леската, меѓу Леската. До црквата Свети Васили беше Горна Леска. Горна Леска. Меѓутоа во турско време од некакви причини целото село се иселило и заминело на кај Егејска Македонија. Од тоа село само 3 фамилии се вратиле и од тие 3 фамилии е ова село што е денес. Овде љубовта се изразува преку храна, која е здрава, како и воздухот кој опива во пролетните ароми. Крајот не е многу плоден. Пустец под Сувагора е пуст заради недостигот од вода. Танталова иронија, до езеро, а без вода. Вода нема, но вираат пченката, јачменот, гравот
и многуте овошја, меѓу кои и ситноцрната лоза тајанка, за која не треба ни вадење ни прскање. Ајде на здравје. Јас Добре ви дојдовте. посакувам оваа куќа да биде вистинска убавица, ветува многу. Еве има и овдека гнезда на ластовички. Да. Ги регистрирав одма, ги детектирав. Во поголем број како жители од нас. Да, и да ги стигнете ластовичките по жителство. Да. За леска. Многу убава софра сте ни спремиле. Ова домашно е све? Да, се е од мене правилно. Од тебе? Не од мајка. Ава добро, може да си помагал, не знам. Значи ова е мајсторија од домакинството со тирови, така, со тирови. Поповци. Од поповци. Од поповци со тирови. Прво поповци, па со Па тирови. се тирови. Така, Па поведете, послужи се. ти благодарам многу. Вкусот на регионот, ова вкусот на пустец. Ама пустец изгледа вкусен регион. Нема повкусен од Сиренцево. пустец, само сиренцево со вкус на леска. Со вкус на леска, значи. Спие со виното. Рита на Монди. Без мене не се минут. Што далече на. Ти Брита. Што далече на. Леле, мајко. Кучуе. Ја многу сакам женски род. Човеко не Ја, така. морам уште една забелешка, ставам и ништа више. Што? Лични сте очизми. Дрита мила. Шишката да ја направам. Да се дотираме? А Дрита може ногата вака? Дрита на Монди, на Едмонд. Сега да има в шекерче. Мајка ти преска те викна Монди. Надимак ти е Монди овде. Еден од моите надимаци е Монди. Така, тука во Леска си Монди или сегде си не, Монди? во Леска сум Монди. За твоите си Уствари, Монди. во цела општина, во цела Преспа сум Монди. За овдешните. За овдешните си Монди. Епа, фала ти Монди за гостопримството, најубаво на свет. Денеска денов стварно ни го направи преубав. Чест ми беше што ми бевте гости. Односно што јас бев гостин во вашата емисија. Друг пат пак ќе дојдеме, да знаеш. Добро. Ќе бидеме пак повтор пат почестени. Леска е најдалечното село до градот Корча. Соседни се Звезда и Полени, населени со албанци. Порано во далечната историја, кога Мала Преспа била дел од Самоиловата Преспа, жителите на селото ги викале коритари, бидејќи го правеле коритото меѓу Малото и Големото Преспанско езеро. Поранешна Леска била над оваа локација, во околината на црквата Свети Василий, каде што се видливи и трагите од рововите за серијата од бункери. Овде постоела стара населба. Поранешното село било дислоцирано, но црквата останала. Неа ја најавува Параклисот крај патот. Таа е спуштена меѓу леските и опојната природа. Изградена е во 1994 година, на местото и по урнекот на старата црква. Ова е вакувска, црковна земја, во која истовремено тихувале анахоретиците во целото поранешно македонско крајбрежје. Тоа е тој пештерско-сакрален сегмент од духовното јадро, кое го имаме и во Охридско, и во Преспанско, и во Малопреспанско. И овде во Мала Преспа,
крајбрежјето живеело од езерото. Риболовот бил дружба, навика и заработка. Стариот начин на риболов, кој уште понекаде низ езерото го издаваат дрвените конструкции, бил со мандри. Од денешен аспект, сопствениците на моторните чамци живеат од крстосувањата низ езерото. Островот Малград е дел од езерската приказна или дестинација. Без да го видите од блиску, сте ја прокоцкале шансата за целосната слика за Пустец. Зафаќа површина од 5 хектари обкружени со венец од спили, а оддалечен е 3 километри од крајбрежјето, еднакви на 30-минутна пловидба. Круна на неговата островска мистика е црквата Света Богородица. Територијалното крајбрежје овде брои 7 пештерни цркви, чија сакрална матица е токму таа. Култот кон Света Богородица овде е голем. Тој коинцидира во 2 пештерни цркви, Островската и крајбрежната пештерна Света Богородица, која е последна од крајбрежниот сакрален гердан од 7 пештерни цркви, на самата албанско-македонска граница. Ако нашиот во нашите територијални води голем град е островот на змиите, тогаш овој е на смоквите. Различни се по облик и вегетација, но и двата острова имаат допирна точка со Свети Петар. Голем град ја има црквата Свети Петар, а на мал град многу одамна се празнувал Петровден, околу кој се плетат многу легенди, меѓу кои и онаа за силното невреме кое го прекинало празнувањето, според која разгневеното езеро заради скрвнавењето на Светиот остров возвратило со лоша карма на славеникот кој испукал куршум, враќајки му го назад со рикошет. Ги има многу, но според научната обсервација од ископувањата на албанските и грчките археолози, пронајдена е гробница со десетина гробови кои датираат од праисторијата, од бронзен до византиски период. Тоа значи дека островот Малград, според хронолошката рамка, е населен уште од праисторијата, а не само од периодот на цар Самуил, потврден со неговата овдешна летна резиденција. Островот е богат со природни пештери, кои во времето на доаѓањето на светите Климент и Наум биле исполнети со монаси кои тихувале, а подоцна, во 14 век, послужиле како основа за формирање на пештерни цркви, насликани со велелепно сликарство од анонимни, но извонредно талентирани зографи. На овој островски мал храм над храмовите по својата уникатност, времињата му нанеле измени, посведочени од трите надписи. Според најстариот во апсидата, прв ктитор бил Бојко со сопругата Евдокија во 1345 година. Вториот го спомнува обновителот на храмот кесарот Новак со неговата сопруга Кали, синот Амирал и керката Марија во 1369 година над насликаните ликови на Свети Константин и Света Елена, а третиот е од 1607 година, кога надворешната фасада била пресликана со композицијата Страшниот суд.
Црквата е единствена и ретка по содржините, меѓу кои во јужниот олтарен дел се насликани и светителските ликови на свети Ефренти, првиот епископ на Илирик, и ликот на свети Климент, потпишан како Охридски. Непознатите зографи припаѓале на Костурската школа, која плодно зографисувала 2 декади во втората половина на 14 век. Ако некогаш стапнете овде, вдишете силно. Мирисот на дивите смокви и виолетовите грмувчиња од карпите се најубавата есенција по која доживотно ќе ја паметите оваа страна од Преспа. Мала, а по срце и вера толку голема.